Ајде малку да се смириме. Значи, за жал, живееме во време на уставно-судска криза. Одговорно тврдам, не уставна криза, уставно-судска криза. Инертност до парализа, молк до занеменост. Македонските граѓани не заслужуваат вакво уставно судство. На стартот, во СДСМ имало и има врвни правници. Не ги видов овде како предложени. Тоа е за длабока размисла. Второ, каков е тој предлог за тројца кандидати со само тројца предложени? Значи, однапред е одлучено дека тие тројца ни се судбина. За разлика од вас, 6 мина предложивме ние, што значи за да имате избор. Околу партизацијата, во многу држави, како Германија, па и Франција, предлозите за уставни судии доаѓаат и од пратениците, што значи може да ги оквалификувате како партиски. Ама тоа не значи дека предлозите не се за врвни правници, за истакнати правници. Не лутете ми се, ама кај кандидатката овде единствено што асоцира на истакнат правник е во биографијата пишува дека била посебен советник на министерот за здравство. Ништо друго конкретно. Значи, прво, мора сликата за кандидатката да ја гледаме низ призма на последниот извештај на Европската комисија, страница 12, реформи во јавната администрација, жестока критика се вели дека препораките не се прифатени, дека во администрацијата има адресирани случаи на непотизам, кронизам, политичко влијание, дека не се донесени вистинските закони, меѓу кои и законот за висока водечка служба во администрацијата. Значи, бидејќи кандидатката цел работен век поминала во администрацијата, се обидувала да реформира нешто во администрацијата, јасно е дека незините заложби не се успешни. Затоа, извинете ме, ама може би била и во претходната власт, тамо каде што е сега. Меѓутоа, факт е дека сме соочени со квантен скок на некој вработен во администрацијата, најчесто шетање што е крајно чудно од правда во здравство, па од здравство пак во правда, со еден интеррегнум во катастарот. Зашто зборува ова? Ова зборува за персонални врски. Затоа е посебна советничка. Значи, не е тоа врзано за стручност и компетентност, туку следи награда за персоналните врски. Што сега во Уставен суд? Ја мислам дека е тоа потрага по имунитет, за кој што одлучува самиот Уставен суд, иначе вообичаено е за имунитетот да одлучува оној кој што ве бира. Тоа единствено не важи за пратениците, бидејќи нам не извира легитимитетот од граѓаните. Иначе вообичаено е оној што ве бира да одлучува за вашиот имунитет. Кога реков дека ни е нужно потребен закон за Уставен суд, мислев и на имунитетот. Нема институција, орган, каде што за имунитет одлучува со деловник. Верувајте ми. Или е тоа во Уставот, или е во законот. Кога реков дека и во други држави има партиски предлози за врвни правници, како тоа се лекува? Со мнозинството колеги. Ние сме редок пример на избор на уставни судии со
апсолутно мнозинство. Доминира во другите уставни судови двотретинското и трипетинското. Тоа ќе ве натераше вас да не убедите во квалитетите на кандидатите, а нас да ве слушаме. Односот меѓу менторката и кандидатката јас го гледам како однос помеѓу ментор и Телемах и вистина е крајно невообичаено оној кој што бил советуван од менторот сега да има предност. Уште неколку само поенти. Во Венецијанската комисија, која често пати ја споменувам, имаше едно мислење за законот за вонредна состојба. И во него се вели дека она што ги чуди, што ги шокира, може би имаше некој од присутните, колешката Калевска не ја гледам, е тоа што пред овој парламент не се нашле одлуките за вонредна состојба на председателот на државата и уредбите со законска сила. Ако зборуваме за кандидатка за Уставен суд, таа мора да има свест за противправност. Таа морала да му советува на министерот да побара од премиерот овде пред нас уште во 2020 година да се најдат сите, уредби со законска сила. Не беше така, за жал. Кога ја читате биографијата на колешката, нема да видите просек, нема да најдете ниту еден труд, нема студија, нема мислење, а обично тие што учествуваат во реформски зафати, тие што даваат правни мислења, тие што советуваат, се занимаваат токму со креирањето на јавните политики, здравствената политика, судската политика и предлагаат решенија. Може би токму затоа ние имавме стратегија за реформи на судството, меѓутоа уставното судство, иако не е дел од редовното судство, беше сосема маргинализирано. Маргинализацијата доаѓаше од самиот Уставен суд, кој очигледно се ужива во комфорот и не е за реформи, е најнереформираната македонска институција, но исто така не дојде ни од самото Министерство за правда. Исто така нешто што е чудно во CV-то, покрај катастарот, таму се и јавните набавки. Најкорумпираниот дел, да ве подсетам на сите извештаи, и на Народниот правобранител, и на антикорупцијска, се одвиваа токму во сферата на набавката. Значи, она со што би сакала да завршаме, на крајот од CV-то една интересна мисла, заклучок. Поседува високо ниво на вештини и искуство во водењето на професионалната комуникација со странски и домашни субјекти и експерти и говори течен англиски јазик, односно активно го говори јазикот. Комуникацијски вештини има господјата, очигледно е, и затоа можела да има ваква една маршута во администрацијата. Да заклучам, на нашиот Уставен суд му се потребни длабоки реформи. На нашата администрација и е потребна длабока реформа. Со просечни личности, со медиокритети, реформи не можеме да очекуваме. Јас ке си признам, на две колешки од Социјалдемократскиот сојуз, за кои мислам дека се врвни правнички, им предложив, им велам зошто не се кандидирате. Ке ве гласаме сите. Двете ми рекоа, не сме волшебнички, не можеме да влеземе во оваа институција. Видете, господине, немојте да се смеете, ама која поврзете оваа слика со заминувањето од владата на некои многу познати социјалдемократи, јасен ќе ви беше заклучокот. Бегаат од Титаник, господине. Бегаат од Титаник. Значи,